Првата земја од новите членки која го воведе еврото во 2007-та со солиден стаж од цели 11 години членство, Словенија може да биде нескромна во оценката дека располага со европска инфраструктура. Од 2007 до 2013 Словенија искористила повеќе од 1 милиарда евра од европските фондови за модернизација на патната инфраструктура. Во 91-та, по распадот на СФРЈ, Словенија имала помалку од 200 километри автопат. Денес има повеќе од 530 километри модерна автопатска мрежа со 3 или со 4 ленти. Освен убави патишта, Словенија има 3 аеродроми, но за најважен прозорец кон светот се смета пристаништето во Копар. Во оваа епизода на ЕУ Карванот низ новите земји членки ви го представуваме транспортниот крвоток на Словенија. Иако е мала по површина, Словенија има важна транзитна и транспортна улога во Европа. Низ неа поминуваат 2 паневропски коридора. Располага со над 39.000 километри патна мрежа, од кои речиси 700 километри се автопат, а железничката пруга е долга над 1200 километри. Во времето на СФРЈ Словенија имала помалку од 200 километри автопат. Динамиката на изградба на патната инфраструктура била забрзана по 1994 година. До крајот на 2011 биле изградени 530 километри автопат. Инвестицијата во автопатските делници довела до намалување на тесните сообраќајни грла, поголем проток на возила и поголема безбедност. Новите патни решенија возможиле побрза и поефикасна сообраќајна поврзаност на Словенија со другите европски региони. Во согласност со националната програма, во периодот од 2003 до 2013 година, 3,5 милиарди евра биле наменети за изградба и реконструкција на патните правци на железничкиот систем. Пари за инфраструктурни проекти земјата обезбедува и од европските фондови. Од 2007 до 2013 на располагање биле 1,5 милиарди евра за модернизација на старите и изградба на нови патишта. Во 2008 година биле завршени неколку важни делови на автопатите низ целата земја. Со над 88 милиони евра било изградени автопат со 4 ленти кои го леснува пристапот до регионот Долна Штаерска. Во изминатиот период бил ставен посебен акцент на патиштата покрај Јадранското крајбрежје. Годинава Словенија од европските структурни фондови обезбедила околу 34 милиони евра пари за изградба на автопатската делница Билтин-Цилиндава. Проектот треба да биде готов до 2018 година. Со 13 километри долгиот автопат во источниот дел на земјата се завршува алката што недостасуваше во словеничката патна мрежа. Годинава се очекува да се вложат над 300 милиони евра за модернизација на железницата, која треба да ја зголеми динамиката во патничкиот и товарниот сообраќај. И токму железницата е еден од највредните проекти што во следниот програмски период е на листата на приоритетни за модернизирање. Патничките возови сообраќаат низ сите делови на Словенија, а мрежата на словеничката железница е поврзана и со поголемите европски градови. Воздушниот сообраќај се карактеризира со 3 аеродроми, единствен меѓународен со редовен патнички сообраќај аеродромот во Љубљана, а помали има во Марибор и во Порторош. Љубљанскиот аеродром годишно го користат над 1 милион патници. Најмал аеродромот во Порторош. Служи за патнички и карго транспорт, за спорт и за туристички летови. До 2020 година Словенија од европските фондови треба да добие над 315 милиарди евра за инфраструктурни проекти. Новата патна мрежа ќе ја зголеми конкурентноста на регионите, ќе доведе до поголема достапност и ќе го поттикне економскиот развој. How membership of Slovenia in the European Union contribute to the improvement of infrastructure? There were some, of course, EU funds or subsidies coming to renew the city, the railways, the highways, but I guess it's still space for improvement. EU funds give you a lot of money for countries to build stuff. So in Slovenia we're not particularly good at this because we didn't take all the money that EU gave us. But it's definitely an improvement. When the country comes to EU, if it hasn't had a great infrastructure, the EU gives the country money and you can build a lot with it. You just have to have a plan. Infrastruktura se mnogo promijenila ovih 20 godina. Mnogo su boljše i ovi putevi i mnogo bolja je sada infrastruktura nego je bila prije. Promijenila se na bolje.
Pa mislim da ste se vozili po našim cestama, tako da mogli bi još dosta šta napraviti, posebno autoputem, a i ovim regionalnim putima bi morali još dosta napraviti. Well, a lot, I think. Okay, there are like more sources now, more money for the infrastructure, I think, and actually we like our country had to improve its infrastructure because now it's like a transit from east to west, from south to north. So I think it brought a lot of improvements. Mislim, da Slovenija ni nikoli imela težav z infrastrukturo, ne, da se je tu dosta vlagalo. Tako da bi rekel, da se tudi na tem področju, kar jaz vidim, zelo razvija. No. S cestami nimamo težav, stavbe stojijo, tako da bi rekel, da se tudi na to področje dosta vlaga. No. Če primerjam zdaj Makedonijo, ampak nekaj časa že nisem bil v Makedoniji, ampak mislim, da je stanje v Makedoniji slabše. Razgovarаме со госпоѓа Моника Кирбиш-Ројс, поранешна државна секретарка на Словенија за кохезиска политика, сега одговорна во општина Словенска Бистрица за развој. Ms. Royce, could you please tell us something more about the infrastructure map of Slovenia today and before the country became a member state of European Union? Yes, I have to say at the beginning that European funds are very important for Slovenia. So we managed to build a lot of infrastructure projects from 2004 when we entered into the European Union. Altogether we financed more than 5,000 infrastructural projects in the whole Slovenia. We have 212 municipalities and each municipality have more than one European project. For the period 2007-2013, this is previous programming period, Slovenia had more than 4 billion euros of EU money. This is quite a lot, and a majority of this money goes for infrastructure. So we had actually 3 operational programs. The first one is for transport and environmental infrastructure. It was worth 1.6 billion euros. Within these operational programs, we managed to build wastewater infrastructure, then waste management plants, infrastructure for drinking water, infrastructure for energy efficiency, and so on. And the second operational program is for strengthening regional development potentials. This is worth 1.7 billion euros. Here we managed to build economic infrastructures, for example, business zones, then sports infrastructure, cultural infrastructure, and infrastructure for our municipalities. Concerning the infrastructure project, we have some cycling road between Slovenia and Croatia, so that it's more than it's a road who is going from Trieste to Poreč. It's under construction now? It used to be ex-železnica, and then we make the cycling path on that place. But we didn't spend the money for all infrastructure, but we also we put the money also about the promotion of this area, making the common maps, and also to educate people how to deal with the tourists. And also very important is that people have the place to stay, so we need also to upgrade these places. Колку километри велосипедска патека од Трст до овде до Пиран има и за колку време велосипедистите од Трст можат да стигнат до овде? Pa od
Trsta do Pirana je negdje oko 24 km, sad ako vozi biciklist, ne znam, 10 km na sat, računamo koliko onda otprilike. Ovi brži pola sata, ovi neki, mislim to je neka familijarna staza gdje je jako upotrebljena, ljudi sa djecom idu i pored te staze ima puno ugostiteljskih obrata gdje se zaustavljaju, gdje koriste naše usluge. I kažem da to su turisti koji dnevno dolaze, to nisu turisti koji dođu jednom na 7 dana, za 7 dana pa to posjete, nego to su ljudi koji svake sedmice dolaze. Колку модерната инфраструктура, новите патишта, пристаништето во Копер, железничката пруга, аеродромите, па дури и велосипедските патеки за кои зборувавте, придонесуваат за економски развој на регионот на крајбрежјето во Словенија? Pa ogromno, mislim da ogromno. Pristanište Koparsko je za nas jako bitno jer turisti tu sedmično dolaze i to su autobusi ljudi koji posjećuju i Piran i naše zaleđe. I moram da kažem, na osnovu tih dolazaka velikih tih križarki, tih brodova, je postala Padna, jedno naše selo u opštini, je postalo jedna od najprivlačnijih destinacija za turiste koji dolaze sa križarkama i čak su to sami izrazili želju da ta lokacija ostane i da to posjećuju jer oni su sami rekli kako je to jako interesantno. Kažem, i aerodrom je za nas značajan zato što je blizu, a i ceste, infrastruktura ceste, na tome se jako puno radi. Sa biciklističkom stazom smo povezali relaciju iz Trsta, znači iz Italije, do Poreča, koja prolazi kroz sva 3 obalna slovenska mjesta, je kroz Kopar, Izolu i Piran i dalje preko graničnog prijelaza sve do Poreča i to je sada napravljeno na jako moderni način i sada taj turizam sa biciklistima postaje jako interesantan i na tome smo jako dobili. Kažem, Piran je jako blizu granica italijanskih i austrijskih i tako da mislim da ta infrastruktura, na infrastrukturi radimo, to je bitno. Čak kažem, a ovo što smo dobili preko mora s ovim križarkama, to je još jedan dodatan plus koji se u zadnje 2 godine jako dobro pokazao. Словенија со еден мал дел излегува на Јадранското море. Должината на незината брегова линија изнесува околу 46 километри. Поморска врска на оваа земја со останатиот дел од светот е пристаништето во Копер. Изградено е во 1957 година. На најновите карго трендови одговара со 12 специјализирани терминали. Представува важна алка за проток на стока помеѓу централна и источна Европа со далечниот исток. Во 1967 година со изградбата на железничката пруга од Копер до Прешница се овозможило и негово сообраќајно поврзување со европскиот железнички систем. Економските и политичките промени во првата половина на 90-тите години од минатиот век донеле промени во работата на словеничкото пристаниште. Губењето на бизнисот со партнерите од југословенските републики постепено се заменувало со клиенти од централноевропските пазари. Во 2013 година биле достигнати рекордни 18 милиони тони бродски товар. Расте забележан и во терминалот за автомобили кој се должи главно на пропусната моќ на кинескиот пазар. По 6 години од работењето на патничкиот терминал надмината е бројката од 100.000 патници. За инвестициите во инфраструктурата и за подобрување на логистиката се користат пари од европските фондови. Словеничкото пристаниште Копер до 2015 година вложи речиси 200 милиони евра во модернизација на инфраструктурата. Најмногу средства, 47 милиони евра се наменети за контейнерскиот терминал, додека за складирање на општ товар се издвоени 23,4 милиони евра. Реконструкцијата на европскиот енергетски терминал чини помалку 20 милиони евра, а за автомобилскиот и за патничкиот терминал се издвоени околу 9 милиони евра. Речиси 1/4 од бродскиот товар е на австриските клиенти кои се на врвот на листата на транзитна стока. Пристаништето во Копер интензивен пораст во работата има и со Унгарија, додека трговијата со Италија е зголемена за 15%. На домашниот пазар се генерира околу 30% од прометот. Неговата пропускна моќ е зголемена во просек за 7% на годишно ниво. Во текот на последните години во пораст се товарните контейнери со нови возила, кои се од особено значење за просперитетот на словеничкото пристаниште.
Менеджментот вложува во логистичката поддршка, но и во заштитата на морските води. Со објавување на податоци за квалитетот на морето даваат придонес кон одржлив развој. Зад мене е пристаништето во Копер, едно од најголемите во Јадранското море и меѓу најфреквентните на Медитеранот. Специализирано е за прием на големите бродски контейнери и е второ по Барцелона во Средоземното море за прием на нови автомобили. На платформите на пристаништето може да се видат последните модели од автомобилската индустрија. Освен за Словенија и за Австрија, Унгарија, Словачка и Чешка како земји без излез на море, Копер е морска порта и за цела централна и југоисточна Европа. Now we are in the headquarters of Port of Koper and we will talk with Ms. Masha Čertalić from the sector for development. Ms. Čertalić, could you tell us please at the beginning something more about the Port of Koper? Yes. Short history and how it is organized nowadays. Okay. The Port of Koper is the only Slovenian port. It represents the access for the Slovenian market and for the Slovenian industry to the sea. It's quite a young port in comparison with the ports in our neighborhood. It has a tradition of nearly 60 years, but for such industry it is not a long period, but in the last 20 years the port has grown a lot. It's a very modern port. The important thing is also that the port represents more than 7 times the size of the urban area of the city of Koper. That's why we have to take care about everything what the ports gives to the local community, to the natural resource, to the urban areas. The port is growing, therefore all the measures how to prevent the negative influences of this industry to the city area has to be taken into consideration all the time. At the same time, the area of the port was reclaimed from the sea. That's why the ground of the port is not very solid. We have to take care and to wait for quite a long period in order to consolidate the grounds and to perform our port activities on the area. Last year, for example, we did nearly 19 million tons of total turnover. We did nearly 700,000 containers. We did more than 500,000 units, cars, vehicles. So we are so-called middle-sized port, the most northern Adriatic port. East European and Central European countries are the main markets for us. Which shipping companies operate at this port? Can you name? Yes, for cargo business, practically all the major container shipping lines are calling the port. Maersk, MSC, CMA, CGM, Evergreen. Practically, we have more than 30 lines calling on regular basis the port. In terms of car business, we have Neptune Lines, we have Grimaldi, we have Heg, Wallenius, Ucor. All the major global players in this sector know Koper and are regularly here. In terms of passenger, Royal Caribbean as well. So we are quite known. Which port on Adriatic Sea is your competitive? Well, I would not say competitive. I would use the word collaboration, because the ports in the North Adriatic, we are together in one association called NAPA. NAPA means North Adriatic Ports Association. In this NAPA association, we are in this very moment 4 ports: 2 Italian ports, Venice and Trieste, Croatian port Rijeka, and we as a Slovenian port of Koper. The main target, the main scope of NAPA association is promoting
North Adriatic Transportway or South European Transportway, especially on the markets where we are not known enough. These are Far East markets with China on the first place and other markets on the world, of course, as well. What has changed since Slovenia became a member state of European Union in 2004 for Port of Koper? Well, yes, several facts change. I would underline one, that we as a Koper port, we are border to European community, so-called BIP, border inspection point. So this is the entrance to European community and also exit to European community. Because of this, customs clearance procedure changed. Concerning customs clearance, we are having very good deal here in Koper. So everything it's possible, all the customs clearance procedure it's possible to done here in Koper. Also during the weekend, also during national holidays. Just a few months ago, we also reached pre-clearing agreement. It means that it's possible to do all the customs clearance already on the ship before the cargo is unloaded from the ship, and all this, of course, it's better, quicker for our customers, for importers and exporters. Actually, concerning customs clearance, mainly for importers to European community. What are the other advantages for Port of Koper from the European Union? Well, of course, we are the most northern Adriatic port. It means the shortest inland to all our main markets, East European community, Central European markets. We are having really still enough place to develop our terminals. Also, very good and qualified staff in Port of Koper, 1,000 by the way, people we employ. So all these facts, all these facts are important for the business, long-term business, successful business in European community, of course, as well. When we can find a strong, competitive ports, especially on the north of Europe, starting with, of course, Rotterdam, Hamburg, and all the other North European ports. Of course, we cannot compare with them concerning turnover. We are much, much smaller. But anyhow, as I mentioned before, we are promoting and doing all the best what is possible for North Adriatic Transportway to Europe and vice versa, or South European Transportway to Europe and vice versa. What about the numbers? Could you give us some more specific numbers about turnovers, about capacity, and about intensity of growing of Port of Koper? Every year we are growing and increasing our turnover. Only in the year 2009 we felt a little bit down, so it was a decrease concerning 2008. This was because 2009 was the first crisis year. But immediately then, 2010 and further until last year, 2014, we were increasing again every year. 2013 we reached a new record, 18 million tons, and again last year, 2014, again new record, nearly 19 million tons of total turnover. Very similar is with the containers. We are increasing every year. Last year we came to exactly 674,000 container units, which was again a record year for us. With all these numbers we were happy, satisfied, so it was a good achievement. Very similar with also with turnover of the cars, of the vehicles. Just now we are on the car terminal. So in 2009 we could see drastic decrease of turnover of the cars, because exactly this economy and financial crisis had a strong influence on the car industry. And because of this, also turnover of the cars in all the ports, also in Koper, could be seen. Immediately later, 2010, 11, 12, and especially last year and this year, it's again a strong increase. Last year we made more than 500,000 units, vehicles, cars, and it seems this year it will be even much more. So hopefully, with all these figures, also the crisis is over. Having in mind that you are cargo-oriented port, can you tell us what percentage of the total Slovenian trade goes through this port? According to our estimations, more than 90% of the Slovenian trade who
is oriented in overseas markets, import or export, is using our port. As saying before, but the port capacities are bigger than the Slovenian demand is. Therefore, the port supplies also the other markets which are in our hinterland. We are also the first port for trading on overseas for Austria, and for container business also for Slovakia and Hungary. Meaning that Slovakia uses for container exports and import firstly the port of Koper and then the port of North Europe. What are the connections of the port with the more important inland destinations? The nearest airport, railway, highways? There is no need to be connected with the airport, but in terms of rails, we are practically, since the rails are entering in the port and then we are part of the global network, we can reach all the main hinterland markets of our port and the capital cities of Budapest, Vienna, Bratislava, Prague within 2 days by rails, and by road within 1 day. Daily, more than 60 trains on average are reaching our port, so we are very well connected. Which Mediterranean port or worldwide is a role model to Koper port? Probably these ports, north ports, Rotterdam, Hamburg, but they are differently organized. They are completely another size of ports. For our size and for our case here, where the domestic Slovenian market is quite small, we are just 2 million of people. The organization and having just 46 kilometers of the coast line, we don't see any other kind of models how to run such a port than this one that is now, which is quite flexible, quite tailor-made also for customers. We also are not depending on public budget, meaning that all we are earning from market activities, we are investing in the port back. We know, then we can really know what we need and what are our priorities, because we are very market oriented, let's say. Slovenia has an excellent road infrastructure, modern rail, a big port and 3 airports. Which infrastructural projects does it lack? Rail is very bad. Slovenia did a lot on highways, on motorways. We did a lot on the port side in the last 20 years, let's say. Airports were also, at least Ljubljana's, upgraded and modernized, but practically railway infrastructure is really in bad conditions and it needs upgrades. How modern highway airports making easy living in Slovenia? It could be more modern, but it's okay. Pa sad mi imamo dosta modern aerodrom, kapacitete su veće, a i ove ulice, odnosno autocesta je svugda povezana je cijela Slovenija. I would say it's the same. Still some space for improvement, especially for the railways and also our airport. We have just one. If we would invite more companies to fly to Ljubljana, we could have more visitors, and also from the other parts of the world that there are not direct flights to Slovenia. To nam mnogo olajšava život, mnogo lakše je, mnogo bolje. I stranci to vide da je bolje, da se mnogo promijenilo, lakše je sada sve i brže. Lažja mobilnost, večji dostop do različnih krajev. Slovenija je majhna in jo lahko v enem dnevu prepotuješ iz enega konca na drugega. In mogoče tu malo slabše je peša železniški promet.
Крајбрежјето на Словенија, освен познатите летувалишта и пристаништето во Копер, го има и аеродромот во Порторош. Не е многу голем, но е сепак трет меѓународен аеродром во Словенија. Најголема фреквенција има во летните месеци, а освен за бројните чартер компании, многу е погоден за малите приватни и за модерните бизнис авиони. Пред малку тројца млади туристи со своето авионче полетаа за Виена, а група пензионери од Германија што туку слетаа во 3 авиони од Перуџа. На платформата на аеродромот во Порторош, третиот по големина во Словенија, разговараме со директорот на аеродромот Роберт Крајнц. Господине Крајнц, ве молам, кажете ни нешто повеќе за аеродромот. Колкав е неговиот капацитет, кои се најчести дестинации, колку операции на ден имате и колку патници годишно полетуваат и слетуваат од Порторош? Значи, тако како сте споменuli, nalazimo se na trećem međunarodnom aerodromu Portoroš, što se nalazi u najrazvinijoj opštini što se tiče turizma u Republiki Sloveniji. Mi imamo za sada dužinu staze samo 1200 metara, nadamo se da će biti uskoro rekonstrukcija na 1400 metara i naravno veća platforma, što znači da bi se podigli i brojke na broj putnika, znači ako imamo sad negde oko 26.000 godišnje, pogotovo kad je turistička sezona na najvišoj razini i negde oko 17-18 tisuća vazdušnih operacija, to znači slijetanje, poletanje aviona, školovanje aviona, tako da to su neke brojke što su dosta dobre, ali ako budemo rekonstruirali aerodrom, to će biti brojke znatno veće. I što ste me pitali što se tiče gostiju, mi najviše gostiju imamo iz Njemačke, Italije, Francuske, Austrije, naravno iz ruskih zemalja i naravno iz sjeverne Europe isto sad, jer smo puno radili na prepoznatnosti ovog aerodroma. Имате ли директни линии или станува збор само за комерцијални летови и за нискобуџетни компании? Кои се компаниите кои летаат до Порторош? Mi sada nemamo redovne linije, radimo puno na čarter letovima, na biznis avijaciji, znači na poslovnoj avijaciji, na privatnoj avijaciji, jer to je onaj prvi problem što sam prije istaknuo, dužina ove staze, jer sad na 1200 metara jako teško bi dobili aviokompaniju koja ima niskocenovne letove, ali prošli smo imali redovne linije i ako se vratimo daleko u istoriju, čak su bili neki redovni letovi u Republiku Makedoniju i što se toga tiče, više puta smo razgovarali sa ljudima iz Makedonije da bi trebalo to ponovo da se napravi neka linija, možda ne znam Skoplje ili Ohrid ili nešto slično. Што за аеродромот значи членството на Словенија во Европската Унија и дали во реконструкцијата планирате да искористите дел од европските фондови? Mi smo već kandidirali 2 puta na ta europska sredstava. Nažalost, došli smo u drugi krug izbora, ali tamo je konkurencija jako velika. Tako da smo na kraju ispali iz toga, ali radimo sad na novim projektima što se tiče para za dizanje te infrastrukture. Možda će nam sad biti puno lakše, jer kako ste pomenuli, Slovenija je već duže vreme ima punopravno članstvo u Europskoj uniji i sada, kako ste verovatno već čuli, imamo i svoju europsku komisarku baš na području saobraćaja, gospođu Bulc, i ona je istaknula više puta što se tiče Portoroškog aerodroma da treba hitno napraviti rekonstrukciju, što znači veći razvoj u ovoj destinaciji i naravno ne samo u Portorožu, Piranu, nego i šire, pošto je tu jako blizu i hrvatska granica. Господја Софтич, што се смени во Пиран по членството на Словенија во Европската Унија? S tim da se otvorilo tržište na slovenskom območju, mogu reći da normalno da se povećao broj dole turista, svih onih zainteresiranih za razne investicije, sve se to nekako olakšalo pa time i povećalo, to smo i sami mi primijetili na turističkoj zajednici i na opštini.
kažem i možda naša ta infrastruktura što smo blizu Italiji, blizu smo Hrvatskoj, mislim da te granice i prije možda nisu bile tako izrazite kao što su možda nekim drugim državama. I pošto kažem, Slovenija ima tu blizinu inostranstva, jako perspektivnu i na osnovu toga mislim da smo sa ulaskom u Europsku uniju dobili na tržištu, dobili na ljudima, dobili na potencijalu da pokažemo šta imamo. Koji se pridobivkite od evropskite fondovi? Da, uglavnom mi sada radimo većinom na fondu, na partnerskim projektima. Ti partnerski projekti se zovu IPA Slovenija Hrvatska, IPA Adriatic, IPA Slovenija Italija. Najviše koristimo te fondove, znači imamo partnere iz Italije, imamo partnere iz Hrvatske, imamo partnere iz cijelog Jadranskog mora, znači od Grčke pa preko cijele Jadranske obale do Italije. U tim fondovima smo do sada dobili najviše novaca i na tim projektima koji se baziraju, mislim da najviše na turizmu, na kulturnom turizmu i na infrastrukturi što se tiče turizma. Колку пари се искористени за подобрување на инфраструктурата во Пиран и во околината на крајбрежјето и за подобрување модернизација на туристичките капацитети? Ovako, na projektu IPA Adriatic smo samo u zadnje 4 godine dobili otprilike 1.200.000 eura, a na ovim projektima Slovenija, Hrvatska, koji traju već otprilike 6 do 7 godina, znači negdje otprilike oko 2.6 do 2.9 smo krenuli s projektima Slovenija, Hrvatska. Na njima imamo 7 projekata, a svih tih 7 su vrednih oko 500.000 eura. С оглед на тоа што Порторош и околината се сметаат за луксузни летувалишта, а вашиот аеродром има можност за прием на приватни авиони, имате ли некои големи светски звезди кои многу често го користат аеродромот во Порторош за да дојдат на одмор во Словенија? Da, mi smo imali puno gostiju do sad što su jako poznati, ne znam, Franz Beckenbauer, svi znamo oni koji pratimo fudbal, znači imali smo Ralfa Schumachera, Novaka Đokovića, puno ljudi tako, nemam sad ni u glavi, Svamidži, na primjer, ne znam, puno poznatih ljudi dolazi tu jer šta im se sviđa, jer jako brzo završavaju, naprave sve te procedure koje ima međunarodni aerodrom, ali pošto kako smo toliko mali, kod nas to ide sve jako brzo. Tako da su jako zadovoljni, možete to vidjeti i u knjigi pohvala, pa ćete vidjeti kako su zadovoljni i vole se vraćati tu kod nas. Словенија смета на значајни суми од програмата 2014-2020. Европските пари се предвидени за стратешки важни проекти, како што се изградба на пругата и реконструкција на аеродромот во Копар, но и за фини нешта кои ја заокружуваат успешната европска приказна на Словенија. Еден од тие проекти е изградбата на стотици километри велосипедски патеки насекаде низ една од најзелените земји во Европа. Довидување последната епизода на ЕУ Карванот низ новите земји членки.